Добро беше ова да го направиме заедно, затоа што многократно слушнавме веќе од представниците на владата за сите напори кои биле направени последните месеци, последната оваа година, да се најде компромис и на крај ова да бидат и компромисен договор и компромисно решение, за да можеме сите на крај да кажеме дека со заеднички сили и со компромис Македонија ја внесовме во НАТО, на Македонија ги отворивме вратите за влез во Европската Унија, нешто што е и интерес и заложба на сите граѓани во Република Македонија, но ти одлучија тоа да не го направат. Ние ќе донесеме одлуката, овие 80 луѓе кои сме тука, ќе донесеме одлуката во име на сите, за доброто на сите, и јас верувам дека еден ден ќе има колеги кои ќе жалат, оти не учествувале во носење на овие историски одлуки, исклучително важни. Вие може да имате многу убави амандмани и најдобри амандмани, но ако тие амандмани немаат 80 гласа, тогаш процесот ќе потврли и клучниот приоритет ќе ви потврли како држава, но и како граѓани на разни заедници, а тоа е нашето членство во НАТО. Почетокот на измените на Уставот не зборивме за државјанството, не се разговараше за такво нешто. Не може нешто да се внесе. За се има процедури. После ова, во Преспанскиот договор, тоа што сакате преку Уставниот закон да го импонирате, значи тамо не се вели македонско, туку македонец. И во Преспанскиот договор е македонци. Значи, треба јавноста правилно треба да се информира. Јас ова и во пратеничко прашање сум го поставил. Значи, станува збор за македонци, не за жители на Македонија, и амандманот што го предлагам е во согласност со Уставот кој што го имаме, бидејќи Македонија е мултиетничка држава и јас како албанец не сакам да се идентификувам како македонец. Колега Зендели, никој не може да го оспори вашето определување. Дали сте албанец, македонец и така натаму. Меѓутоа, една е вистината дека сте вие пратеник во Македонско собрание. И тоа треба да го знаете, дека сте македонски пратеник од етничка албанска припадност.